Во село Русиново, пред храмот црква Света Петка. Како што гледаме на самата табла, црква стара од 15 век датира незината изградба, а тука лево од вас, господине Механџиски, е група на луѓе кои прават нешто добро, нешто хумано, со ваша поддршка, со поддршка на иселеници, граѓани. Еве да ни кажете нешто повеќе за оваа активност. Видите, вака се осеќам многу среќен во една ваква гледка, што не можам да видам, сепак сум ја човек кој прошетал многу краишта во Македонија, многу делови, а ваква гледка никаде не сум сретнан и затоа сакам посебно да поздравам ова на моите мештани, русинци, кои се собраа сите, кои колку има, колку дават толку, дури некои жените кои не може да дојдат да учествуваат, дават преку 20 зелници имаат за овдека, бидејќи се прави после 12 сато курбен банче, после, односно ручек сато, да, за здравје. За здравје на како да кажам, умрените, за здравје на останатите жители кои се тука во Македонија, кои се надвор, бидејќи тоа беше една национална граѓанска, како да кажам, идеја и воја да сите со помош на Жеровски племето, да го напоменам така, не викаме. Местната заедница, значи? Жеровски, кој го организира ова. Еве видите жената ќе ги носат те зелници, сите жените, значи така било, можам да речем, кога било Илинденското восстание, кога биле тука одбранбениот, како да кажем, ешалон на ВМРО-то, кога се бранело, како да речем, на местото каде загинале Данијел Груев. Така. Тука исто така роден и Никола Петров Сусински и нашите соселани секој пат биле на страната на изнемоштените, на подценените, на ограбените. Посебно пак сакам да набрам, видите, овдека се гради зид од 150 метара отворен и исто така тука се, како да кажам, се прави патот до робиштата, како да речем, целата акција е сврзана не само за овој терен, туку низ селото и од Русино до Берово на 5 км е се чисти патот. Вако нешто сакам да им порачам, да го видат нашите скопјани, пошто ја во Скопје живеам, да видат таму, како да кажам, пред Републичко собрание, пред владата, може да видиш флаши, може да видиш свашта, само не чисточа. А тука русинци се едно население кој има во моментот едно 500 слободни машки пол, додека другите се во странство, за жал одавна, и имаме голема иселена популација, али сите мислат, пак да кажам, нема куќа во селото кој не е дал некој труд да се работи една ваква акција. Видите колку луѓе, еве, од тук видите до Попот, кој е патрон на ова, како да речем, зволте до Попот, оди се. Така, на секој ше присутен на сите настани. Слушай, тоа не како да кажам, символ на селото. Секој пат поповите во Русија се били интелектуалниот водич и кој ги борел храбрите, поготово кога мажите се бореле на полето, а жените биле тука, така да на некој начин сакам да го потенцирам овој народ, тој е редок народ. Јас се гордеем и јас да се пофалам дека сам од тоа, моите родители. И јас сум од тука трпа, знаат до кај сум стигнал, што сум и колку сум сега во светската, мислам, македонската јавност. Затоа уште еднаш, дам збори на Попот, да каже, бидејќи он е главен, он е координатор на сите тие што се прават нешта, разбирате, и он е најкомпетентен да даде што и како и до каде се завршува, што потребно. Поведете да се представите на јавноста која не ве познава. Јас сум отец Васи, значи парохски свещеник во село Русиново тука. Тука сум од 90 година, па се до сега 37 години сум тука. Како парохски свещеник, навистина ова што се прави тука е за голема похвалба. Голема благодарност на мештаните и на верниците тука, а уште поголема благодарност и на нашиот донатор тука, значи Матицата на село Русиново, што ние тука се што ни треба за спонзор, тука е он. Многу нешто ни е помогнал и многу нешто ни дал. Иначе тука иницијативата е на местната заедница, сигурно? Местната заедница на чело со Игор,
Жежовски. Племето Жежовски, така каже. Наши. Беше еден поттик да се направи потпорен зид, беше распаднат и така да на некој начин со Божја помош и со Божја промисла тоа се оствари. За црквата знаеме, тука е гробот на великанот на македонската револуционерна борба. Тука е Давин Груеве, тука се великаните и Никола Петров Русински, тука се големи дејци. Така. За них можеби и се зборови, не, ама важно остануваат легендите да се памтат и да се споменуваат. Црквата датира од 15 век, како што пишува на таблата. Тука, да, тука некаде почетокот на 19 16 век, тука е 15 век е тука со доселувањето на дедо Русе Шој, брат му Шој Владимир, он оди во Владимирово, а дедо Русе останува тука и го избира тоа место тука како населба и нешто. Црквата е градена исто така со доброволни прилози од мешаните, верниците. Тука се е на камен, се е на рака носено и било е малку како скришно место. Тука за самото место се гледало кога ќе дојдат тие беговето да ги собираат даноците. Како осматрачница било тука кога ќе наидат од пејте, за да може да бегаат по гората тука да се скријат. Ја ви посакувам да сте секогаш вака сплотени, како и минатата година кога имаше пожар и за многу други работи и да Народот е доста сплотени, не само сега во оваа акција, и претходниот пат имавме доста, уште на полмасовен број беа луѓето излезени. Сега е завршено. И сега веќе завршуваме, ама пак ќе се продолжува, имаме и други активности и планови, па ќе видиме со Божја помош, ќе гледаме па да се оствари мислот и народ е трудолюбив и држлив. Така да нема пофале за народот, не може, нема зборове повеќе да. Благодариме, нека се успехува Тоа е акција. пример, пак рекол, тоа е пример за градот Скопје. Нека ни дадат на нас русинци за една недела ќе го стиснеме Скопје, како да не го препознат како ние кога дојдат да го видат тука патот, да го видат на прилазот црквата како се како кажете одложуваат, како се жртвуваат нашите честни граѓани, можам да речем. И затоа треба да бидат пример и на другите места да го така не. Ви благодарам. Ви благодарам. Одете право во ловното, а ако сакате, јас сум со акција во црквата, може да дојдете на Курбан манџа. Или сакат... Ама се бак. Абе Боге нешто ќе дојде. Како колан има студиото. Сите кој колку може и на кој начин може да дојде нов декар. Тоа е, како кажам, не верувам дека има некаде такво сложно село и точно јас да ги гледаш во понесу од овде, тоа е тука резултат на моите генови и моите, како да речам, русинските обичаи, за да се дружат, за да ја помагаат црквата, самите се поведете, како дружење, како задоволство луѓето, со животно го прават. Браво. Браво да ви. Браво.
Свака час. Да. Сваким час. Немаш овие. Браво, браво. До вечера на телевизија. Мало да ви. Свака час. Пушчи. Свака час. Ајде, треба да проверам. Ајде. Или работа? Добро. Вади, надо учиться. Да, можно лечить. Да, зачем? Як попримio. Добар ден. Браво, браво. Ели работа? Амин. Седната преполна. Ali, Tamo neke kutlice. Ајде. A se pegi pa ke pa naje, ne? Nema. Dobro je. Ajde, daleko se ide. Trobe, ne? ja se skubam. Treba da znate дека јас сум направил еден проект. Знаете? Салатите се прават од себе, салатите и рачетото. Браво. Дојде се. Ајде! Годишна операција. Ќе батам пријател јас за коленото Јас треба да операција. кршам, не би операција. Ке тебе, јас треба да кршам шилци имам. Добар ден, Ели работа? А те не сам јас со шилци. Тука е, значи, Тука е финиш. така е по ситијановски обичај и еве тука Сварбарска чорба. Сварбарска. Каква е таа чорба? Сварбарска. чорба, а тоа е курбан, манџа со јагнешко месо. Тоа е од Светин Барко. Курбан. Ручек. Јагниша там донесо Ама и чекај, а ќе стигне да за сите? стигне, нема тука. Добро. Е планирано. Моето е некој Сметано е. е така, разбираш? Оти, види. Може. Да. Господе, с верими да дадат 5000 души. Не, ама се слагам дека е така. Ама не, види. Одека знаеш, може да има 4 пати 7. Не. Това за кога за душа, ние не сме дошли, дете видите, никой не е дошъл да се наяде, ние сме дошли максимум да дадем. Ама така е обичај,
за тие што даваат на црквата работа со курбан се. Таков и празникот, таков и как кажем, овој субота тука на граѓаните, мислам на селаните, за секој да даде толку што има. Тука нема да мери кој колку е дал. Колку има. Сите сме тука исто, не е важно, али едно е важно, тоа што го видовме денеска и тоа што ќе го видат медиумите, тоа е нешто за пример во Македонија. Така нешто и денес и за па да. И за напред още по-добро. Као да си русин. Така е? Не, да одиш и да читаш Русиново да здобиш. Да, славей. Ама видите, јас цел свет сам поштал, секаде сам присуствувал, ама секој Како свет не си не одил? Не трусин, тачно, ама не, и секој пат мислам на Русија. Да. А секојаш пак треба да... Ама и не мислиме за тебе. Слушај, јас доа тука, знам. Затоа јас кога доа тука си напана батериите, да могат да издржам надоле, сваќате. А чекај, деки пърниш да и пърним и ние? Не, тука, од вас, со вас. А, тука, Тоа па не е, тука, што мислиш? Серотонин тука се добива. Јас 32 години бев по странство, па тука ме дечето. Тачно, па не па. Не бе. Најме нешто по-хорошо, не бе, не. Ти кажеш нешто? Че ти кажа, значи има план това да се прави. Да, че дошли сме, че ти подържа на друго место. Ајде. Че не може да ме притражи. Ама, временно има. Ама еби ga. Е, па супер, супер. Нешто домакинките да кажат? Не. Браво и за вас. Спремате и за работниците. Не са, а? Сеќавате ли се на времето кога свадбите се правеа вака? Кога свадбите се правеа вака, сеќавате ли се на И времето? сега се прават, ние во Лусево не сме од тие, види, ние си го обичајте. Јас знам само од Беро која први свадбата, прва во ресторант, 700 души. И ода да преговарам пред дело да направат турска салата. А беше на 28 август свадбата. И тој шеф на келнер вика, ле, Плашка, абе Зимовска изедува на руската салата. Ни не знаеше таа. Другата руска, да. Усителската, разбираш? Така да, тоа е. Добро. Иначе тука колку кршети, тука венчалки, колку ни она дерови. Тоа е се тука да знае да збори тоа за колку генерации од 1000 и тамо 600 некоја година. Едно време рекоа Русиново има... Оди да го иш, што смее дали, оди сега да видите. Ако, ама нека се реди поначи. А? Ова што пише? За вечна слава и спас на Душите на македонските револуционери Даме Груев, Никола Петров Русински, Сандо Китанов, Атанас Карчев, Мирко Чопов, Георги Поп Стојанов и неговите соселани. Дар од Благоје Меканџиски, 1999 година. Браво. Тоа да знаете, значи ние како да кажам, во македонската историја не само до сега, идите поколења ќе го знаат Русинов по ова и по Никола Петров, бидејќи он е, да се разбереме, бил втор човек во македонската револуционерна организација. Голем социјалист. За некој ден сте и во Разловци, имате свое оружје од Разловечко устане и ќе го прикажете таму? Да, сад за некој ден, тоа е вторник бе, не за некој ден, вторник, Разловци слават 150 години од Разловечкото востање и таму јас имам, како и тука што изложуваме, мојата колекција на оружје и таму
Ја имам таа мојата која се пушката на Димитар Штеровски. Ја утечај така и тука износиме, али сепак тука е најголемата, како кажам, промоција достигнала. Добро. Само да те подсетам, едно време имаше замисла, ти искаше да оставиш на тие колекции што ги собираш, Да? да направиш като музеј тук. Да, ама види. Помен Соба рече, обеча го, ама ако си жив и здрав на 101-та, това ќе го направи. Не види, не ќе направиме, види са, бидејќи, гледате, јас ја, ако се сеќаваат они, јас ја направив сала, сала. Јас баш им кажав дека за Вишено ние имаме, јас съм обидено 4 милиона марки. И стадионе, кршмата, бидејќи ние откупивме она печурките од цела, малешевија од Далчево, и преку нашата задруга ги извезуваме за Италија, на Чико, везуваме од Чико, дадоме го на словенците и од разликата обезбедиме 8 милиона евро. Марки. И тие 8 милиона ние, знаеш, ги поделиме 4 милиона дадоме на русинската задруга, тракторот, салата, игралишето, фабриката, се тоа се со тие пари. И 4 милиона дадоме на градска апотека Скопје, така да ови градска апотека Скопје, јас и тој сега сакам да земам, се од парите кои тука се обезбедени преку руската задруга. Тоа е убав, како да кажам, спомен. Се сеќавам на многу радији, на почеток, сеќавам на некои зборови некои. И така, кога ми текне го почепна да каже нешто. Не, претушено. Ние сме со тебе били, нема каче кој не сме го препробили, не сме му дали онаа физиологија, не сме му дали, како да речем, употребна вредност, не само тоа не е било за нас, не е било тоа за сите селани и се са били не тука, кога дојдат од Скопје, од Германија, од Тука беше, това немаше таа ламперија, това беше обичен грел. И крово горе со тие најстарите пирамиди, циганските што викаме ние, готов беше да падне. И викам, али не може да се уверем, тоа се не собира вече. Викам, Жеге, викам, помага, викам, на сите, викам, по цела Македонија. Па викам, ја, оне, викам, тука, крстен чоро, викам, че ни цел. Ама знаеш, чек да се причам. Следеш Бог. Ајде, што треба, това. Сега ти кажа, роден съм на 7 април, а на 14 съм крстен. Тука во оваа црква. Оваа црква, ама 5 деца сме крставани во тој ден и јас сум најцрн, а другите се са плави по-бели, а на мене... Оно статукот од водата, бидејќи прве во водата, и што, за тоа останува и на него се налепил за това карабашир. За тоа сум по-карабашир. А знаеш ли го овој две близначиња? Едното го нема цел ден се игра, а мајка му едното го избањава. И нема го другото и прибира се навечер, вика едното близначе на брат му. Дека си бе ти, вика, мама ме заради тебе 2 пати бана. Крово. Значи крово беше склон да падне. Ако причекаем още една година, ќе падне. Затоа беше отворено скоро. А тука е јада, тука се приноси за трпезари, за помени кои ќе има. И сега, како да кажа, пилишо за цели гитари тука. Невкусно ме да кажа. Да. И крово ќе прво кога очини тоа 92-3 година, и беше готово склон да падне. Арно, ако преживеехме още едно зиме, значи снего само ќе падне, е поставен со снегова помош, керамиди, ред други работи, мисла, да рече иберица таа оправената што беше, гипсени плочи, тоа се од него, кога се викаше се офиксува. Това беше се од него тие материјали, направиме горе, сад ќе донесе клучевото, ќе ме каче горе. Не сам го качувал още, ама сад ќе го каче. Не висок те качува. Качуваме. Но къде не се дето тия? Компетно си? Добре. Одете ќе го каче на земја. Од тука може да каче. Значи, това Ајде. знаеш од крова што испадна? Да. А тоа падаш? Падаше, готово беше да падне. Да. Сега малко има багаж, сега това е. Добре.
И друга чека имаше и кацариуша, нали? Има, сам ќе видиш. Ева, да, ева, видите. Ева, и кеста од мене. Ево, скоро, од сине. Подважда за фамилията за папа и надеждата на неговата майка. За на майка ми. Да, разбираш ли, да. Таму да видиш. За починаката фамилията Механджийски Трънковски. За фамилия Механджийски и Трънковски. Да, тоа е по майка ми, тоа се за дедо и баба, по майка ми, а тоа се за майка ми по баща ми. Да. Тука се е задржано само спинаваме крово кој пропадаше и видите, не сакаме да бениме контурата, Да, надвора се конструкција. Вече си е по традиција треба на темелите. Конструкцијата е иста. Така, да се одржи. На пламенност нема. Еве се, те су тука. Имаме тоалет на ова страна има тоалетата. Да, супер. А таму тоа е софа. Това е магазин вече, Не, важно е да се искористи простор кој така, кој беше спремна да паѓа, сега немаше да има ни темелите, а видите, ние сепак го оставиме оти тоа се го некој пат, како да кажем, нашите прапапара дедовци, она... Прави вид. Градили се да... Молим? У лоша состојба вика претходно многу е било. Пази сега. Да ви кажем, да спас на душата на Никоме таткови, Механджийски. со неговата фамилија, да. 990 година тогаш почина таткови. Тука е 27 години. пожелба и ако Беро живееме, ние тука се погреба. Еве, овој иконостас тука се е возобновено од мене. Ова, сето тука, така да видите. И дури едно некој вака, кога ги видоа онака обновени иконите, вика, Зегин ги извадил, вика, старите и донал нови икони, разбирате? И тоа го имахме вака, да речем од Тука сам, донека заклуча, вие многу брзате. ако не, добро, не, викам, кога измислија дека нови, кога ги обновиме се тоа, кога се реставрираше, и викаше дека јас би земал старите икони, па сам ги заменил со новите. Поделили сме си пари. Така, да. Така беше, благодаря. И тоа да видите колку беше... Иначе ја гледа, тоа колку има 4 пати обработка на иконата. Ја каква е била? Тука, гледаш? Да. Каква е била прљава, а сега гледа колку очисти. Тоа има 25 години има од тога на вам ке реставрира. И иконостаси. Така тоа е, да. И штета да, и видите, ние го одржаваме, не сакавме, многу го реставрирахме да видите, не е работата, еве ние во Беро, пак подонирахме она речево иконостасот, ама таму е веќе во друга облека, друга онака Нека се остане како си. Да, тоа е така, да. Иначе тука е друго. Добро. Памтете. Ала да ви. Чекай се, тева тука почнуваме. Ако паќе направиме назаде. Те тука и сега пап идеме. Сложно Русинова, лал да ви. Нека гледа финово изгледа дворите на пут. Тие сме си седа се, ама Арно си изгледа. Смерти у смерти
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче благо. Седнете, успокойте се. Да ви изкажам голема благодарност, да си го чуваме, като са го зачували нашите предходници, предци, дедовци, баби. Това е голема похвала и голема благодарност. Това порано са ги собирали свето с акции, ама с трудови акции, що са морали да одат. А сега се собираме с доброволна база, значи доброволна и с драга воля. Така нека Господ Бог и Майка Параскева тука да ви биде защитница, да ви чува и да градите и чувате ваше село и ваша църква и вашите домови. Господ да ви благослови. Jak se nosi? Ajde neke na pomoć. Neke. Delime do šapo. Pomoć na svijetu i na nas. Така. Браво и за вас. Колко баници имаме днеска? 20. Браво. 20 баници да има за работниците. Добро. Супер, може сега да си работите. Па може да кажете некоя дума? Не. Се убаво, од убаво по убаво. Работа се завърши, ядење се направи. Немаме грешка. Супер. Се така да се собирате, да сте сложни. Фала ви на вас да дойдете да не Да сликате. бидеме пример за сите Така. прави и живи. Така е. И други ден па на музика да ни дойдете в сабота, на Тручин ден. Па супер здраве. Ajde. Няма проблем. Добре.